Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ти ден, Македонија. Добар ден, почитувана публико. Добро дојдовте во Гласот на народот. Саботно издание, 13 мај 2017. Заедно со Дине Вучков ќе бидеме со вас во овие наредни 55-6 минути, имајќи факт дека рубриката На срце ми лежи, на душа ми тежи е рубрика која 18 години другарува со вас. Единствени и први сме во Македонија, наша единствена, која ви ги отвориме портите ширум. Ви даваме простор да си кажете се она што ве мачи, што ве радува, што ве охрабрува, што ве изненадува, што ве нервира и се тоа што сакате да си го кажете, без око да ви трепне. Бидејќи знаете зашто? Реков многу пати и денеска ќе спомнам дека нашето живење е времено на овој свет, овој живот. И секојаш кој ќе заминеме треба да оставаме траги по кои ќе не паметат или ќе не глорифицират или ќе не проколнуваат. С краја да е второто, се повеќе станува евидентно, бидејќи оставаме голем багаж на нашето наследство, на нашите деца, нашите внуци. Имајќи факт дека тие утре ќе се срамат од самите нас, ќе се срамат од името наше, што ние го имаме како нивни родители, нивните дедовци и така натаму, нивните роднини. Затоа почитувани во интерес на времето 02 31 31 332 е телефонскиот број на Радио Слободна Македонија. Токму во ова студио, каде господинот Дине Вучков ги очекува вашите јавувања. Знам дека има што да си кажете. Морам само да додадам. Се обидов да се воздржам, но не можам да се воздржам. Зошто? Преди се секојаш ведам прво сум македонец, а потоа сум човек. Македонец денеска многу лесно е да се представиш, али теско е да се одржи македонштината. Дали македонштината се купува, се нарачува, се порачува? Македонштината се живе, се чувствува, се однесува. Колку се однесуваме македонски? Кој чече македонски, тоа значи да не мразиш, да не издаваш, да не бидеш велепредавник, да не бидеш изрод, да не бидеш полтрон, да не бидеш криминалец, да не бидеш коруптивен и се тоа, што значи да другаруваш со порокот, со тоната. Да бидам искрен, пред неколку часа, поточно пред 2 дена, тука карши мене седеше некото високо преосвещенство владика Преспанско-Пелагониски и администратор Пелагониски владика Петар, кој вака, ќе парафразирам, ќе имате можност во текот на денот, се надам агенцијски ќе биде пренесен, вели: ние не можеме да почекаме и да толерираме кој како сака да се однесува со нас. Ние сме против се тие војни, но ја поддржуваме едната војна, таа одбранбената војна, кога војната се одбрануваш, кога некој те напаѓа, кога некој те уништува, сака да те избриши. Новинарска забелешка. А во контекст на тоа иде до Петар, а и мојата маленкост, че си додаде. Телефоните се отворени, затоа говорам дека вие се вклучите, почитувани. 02313132. Никој не го поддржува криминалот. Никој не го поддржува теророт. Никој не го поддржува велепредавството. Секој мора да одговара и пред Божиот суд и преку граѓанските судови. Но колку и наштети на Македонија овие изминати години? До Петар вели во една ситуација што јас ја прифаќам и јас би ја преферирал, ќе ја поддржам, кои секојаш знаат, меѓу првите единствените новинари су во овој проект и можеби и во државата, кој се бореше, залагаше за декри. Тоа е еден проект. Значи во владата на актуелната власт, која се уште на власт, заедно со своите коалициони партнери, се произнесува за декриминализација. Значи секој да го врати она што го украл.
кој го зеде, да речам позајми, оти да има чувство за овие позајмени 26 години уплячкани 20 милиарди евра на конто и на сметка на така наречена криминална приватизација, потоа создавање упад во системот на судскиот систем, за една ноќ избрани 660, ќе повторам, 660 суди, уште една шеска, знаете, тоа е символот на ѓаволот. Па тука се некаде. Кога се другарува со таа бројка, тие немат други побратими освен сотоната. Промена на името, тоа е велепредавство на сите велепредавства на државата. Лага безобразна која има плюс бесконачност. Значи, нема ми километри. Тоа е, значи, бесконачност. Дали некој одговара за тоа? Дедо Петар вели да се одговара за криминалот сторен од 8 септември, екс моменте 13 мај. Сите, но хронолошки. Зошто? Јас се согласувам со него. Доколку крадете, или вашето дете го научите денеска да краде игли, утре јајце, потоа да украде точак, како знаете, поговорка приказната, тоа е вистина, дојде детето ја оплячка и банката, и дента кога требаше да го обесат, ја побара мајка му. Зошто? За да се простува. И вели зошто? И ја гушка мајката и го скина увото. И джелалот требаше да го екзекутира. И вика, не, застани. Мајка му вика, во право е син, јас сум виновникот. Зошто му дозволив? Тоа е општата моја констатација, че се сложите со мене дека во старт требаше да се санкционират, но казните дела никој да се застаруваат. Тогаш нема да се повторуваат никакви кривични дејанија. Но се осоколија, почитувани мои македонци, почитувани гледачи и радиослушатели. Се осоколија да од голтари во танга гаки влезени у политиката со мрсулави носови или уште инфантилни, зборам од 90-тите години, првата работа им беше министер или премиер на држава. Што направиле? Направиле паши бузлук од државата. Зошто? Бидејќи имале единствена цел, а тоа е како Македонија да не постои. Бидејќи секојаш Македонија беше рак-рана на тие што ден денеска не го прифаќаат фактот, ве молам, ги чекам вашите јавувања. Затоа ја го давам овој коментар, бидејќи ова и мене ми лежи и тежи на душата, че ми дозволите. Еве како прв ваш соговорник, еден домаќин или спикер на овој народен парламент, да си го кажам оно што ми лежи. Значи, од секојаш Македонија ги имала своите непријатели. Најмногу внате во редовите на македонскиот народ, да речам, предавници, велеиздајници и така натаму. Удба беше нашата судба. Но зошто немаше на таква удба за Македонија? Да се спротистави на секој нешто против Македонија. Па вели, јас не ги критикувам албанците. Зошто ги критикувам кога им се даде можност? Тие, вели, тропни ќе ти отворат. Вели, село без куќиња. Нормално. Ако некој застана да ви биде бодигард, ви бил догвоч, ве бранел, тогаш нечни. Значи, тогаш требаше да царува дрогата, проституцијата, белото робле, кој што беше факт во Македонија, и ова балканска рута. Ние бевме тогаш интересни за некои така наречени белосветски мангупи, кои Македонија користе и ден денес ја користат. Во контекст на тоа. Јас сум бил, да, се спротивстав секој што и првиот човек на државата во 90-тите, кој велеше, не оставете ме сам, па го оставија, па почна да плаче, да не решавам ребуси, Киро Глегоров, кој не излажа, рече, ова е име привремено, 2 месеца испана 25 години, 24 години. Тоа е велепредавство. Пред велепредавство беше и неговиот ученик, кој имаше исто таа книжка, кој ден денеска вели, доста му беше супер, Зоран Заев ја изврши работата, зборам прочитана изјава на Бранко Црвенковски, колку е точно не знам, значи медиумите пренесуваат. Добро беше, ја заврши работата, да му честитаме за храброста, сега нека се повлече и ќе му дадеме партијата на Стево Пендаровски, мајчи факт дека има доста гласови. Прашувам, дали Македонија е место за надавање, аукција? Дали е Македонија нечија своја прчија? Па кој како милува, еве, бев изненаден и вистина носам еден, се трудам да видам што кажам американците come down. Смири се Слободане. Не можам да се смирам. 16 безобразни мангупи вчера дојдоа. Не е тоа джентлменски според конвенциите.
Виенската конвенција, дипломатот не сме да оди да се меша во внатрешната политика на една држава. Тојгова задача е да известува на што се случува во делот на вътрешната политика и се тоа, а не да биде мешетар. 16 амбасадори го обседна македонскиот парламент. Тоа му доаѓа како во Бундестагот да дојдат 27 амбасадори, 26 пардон, и да и речат на госпоѓа Меркел или председателот на Бундестаг од ден тоа и тоа ќе го направиш. Ви се молам или во КРДОС или Сејската палата кај му доаѓа таму. Сега новиот председател овој интересниот да одат да му дадат насоки, ви се молам. Кај го има во светот? Ни во Бурунду, ни во некоја тотално примитивна заостаната држава во светот, што јас ги почитам, африканците се навистина доста со IQ поголем од тие политичари тука што сакат да претендираат да станат политичари. Што е работата? Не можете, ако Нил Армстронг, одам од тема во контекст зборам, го паметиме по неговата изјава во јули месец, дадена 69 година, речиси 48 години, колку му доаѓа, 7 години. Ево е мој мал чекор, меѓутоа голем за човештвото. Така, и прашање дали се кача на месечината, видовте главниот протагонист кој го режирал, се тоа признал после 20-30 години, кој беше од денот на снимањето, вика да тоа е лажњак, фейк. Тоа е лажњак. Тоа се го прават само тие белосветски мангупи. И истиот така наречен председател се обрати на еден свој збор за да биде влезен во историјата, ви се молам. Која пишува историјата? Историјата пишуваат честни луѓе, победници кои прават нешто добро за државата. Но не значи дека во историјата нема да влезат и отпадниците. Меѓутоа тој се на буништето на историјата. Сега, дали сакаме да бидеме на буништето на историјата или сакаме да бидеме на висинскиот педестал, прашањето е од нас самите. Ќе речам дека секој мора да одговара по секоја цена. За секој сторено дело, по секоја цена, оваа држава, Република Македонија. Не, како што реков од Голтар, да стане гроф денеска и да уживе да соли памет. А без при тоа да го почитува на институтот, што јас секогаш, верувајте ми, не е ова Дон Кихотова војна. Секогаш и за еден ден верувам дека ќе профункционира. Верувам во тоа, верувајте ми, 18 години сум со вас. Среќен сум што успеав да го внесам гласот на народот во вашиот ментален чип. Го употребувате, а немате доблест некојаш да го почитувате. Бидејќи секаде го зборите гласот на овој гласот на... Зошто? Оти влезе преку овој проект, преку мојата маленкост, што катадневно ви зборам за доброто ваше, дека Македонија мора да разбере дека мора институтот за потокло на имото да постои да функционира. Што мислите? Европска унија, јас не ја рачунам дека Европска унија, тоа беше расуло, бидејќи тоа не постои, тоа не е унија, тоа е дискрепанца на нешто што, значи, наистина, не е во вистинска смисла на зборот, кај што ќе провладат европски манири, европски квалитети, почитување на човековите права, на човековите, на вредности, на чувство на народ, на припадност. Но не можете вие никого да го прекрстите, почитувани белосветски мангупи. Не можете, немате право. Никој не ви дал доблест, немате вие таа доблест и право вие да вршите терор на еден народ кој само се нарекува милениуми. Бидејќи македонецот не може да биде нешто друго што не е. Во неговата ДНК е македонски народ, македонски идентитет. Ние да бидеме искрени, затоа сакам со вас да говорам на таа тема, на темата што економски Македонија пропаѓа, економски, веруете. Значи, економски пропаѓаме овие 3 години повеќе од 350 милиони евра. Тоа се пари. За 2 милиона народ. Затоа што нема одими, дојдими, влези, излези, давај, купи, нема. Луѓето ги чуваат во учкур парите и во чорапа. Се плашат. И едно, да бидам искрен, вчера го слушам на една скопска телевизија, 2 тима, еден така наречен во таа новинарска така наречена фела, која цело време заговара, упатувала пораки како да се уби еден човек, да се уништи еден човек, да се импичмент, да се направи нови и така да. А од друга страна вика, пасите, ако не ни дадете мафија работата, смртна казна, па чекайте, бе, молам.
Дали Македонија, пак ќе речеме, должна некого да финансира Македонија или ова институција, Дина Темолом, дај еден швен тука. Ова беше едно издање, знаете, како Мештрович има еден споменик. Ја го почитувам и се поклонам на тој споменик, на загинатите борци во Народно-освободителна борба, кои го дадоа, положи своите животи за ова независна Македонија. За мене тоа е поклон. Тоа е светиња. Меѓутоа, истите внуци, правнуци, чукунуци денеска плукаат. Зошто? Сака да ја не снема. Ова зграда е направена како еден репрезентативен објект во кој навистина ќе влезат, ама треба достојни луѓе да влезат. Како од домашна политика, така и од надворешна политика. Имајќи факт дека законодавниот дом е дом или храм на правдата, на законот, каде што се избираат народни пратеници кои го представуваат народниот глас. Рачунете, апроксимација од 6 до 10.000 гласа, инкорпорирани во еден представник. Тој треба да го слушне вашиот став. Еве јас сакам да го слушам вашиот глас, вашиот став, вашата иницијатива. Што мислите како да излеземе од овој галиматијас? Дали со присила? Знаете, кога силувате некого, немате резултат. Вели дедо Петар, македонецот се плашам кога молчи, види тогаш прави се случуваат најопасни работи. Тоа беше изјавата на владика Петар. Од причина што така наречена, не еднака наречена, таа октроирана платформа не е правена од тирана, таму е само апострофирана, донесена од надвор, како што беше донесен Охридскиот договор. Тој се викаше кардиналска сеанса, се сеќавате ме подсетам, од и слаби имаме новинари кои воопшто не се бават со една истражувачка новинарска иницијатива. Значи, се викаше една иницијатива која била напишана на англиски јазик и незиниот главен протагонист и се тоа значи зад големата вара, преку големата вара ја донесоа. Истиот тој, така наречен министер со штипалка, тепач на жени, девојки и така натаму, или главниот октопод или главата на сиот овој простор, оваа ситуација, или налогодавач што дава како да се артикулираат изјавите, зборовите, така натаму, е дел од реализацијата на тој тим. Знаете зашто, почитувани? Ве чекам, ве молам со ваше јавување, сакам да говорам, бидејќи очекуваме реклами, мислам да реклами. Еве чудиме со реклами. Малце бе екстензивен, бидејќи да вистина овој простор во кој ми тежи лежи на душата да ви го кажам, да го споделам со сите вас. Да го споделам од една едноставна причина, бидејќи знам дека нема шанса никој да уништи ова златна Македонија. Верувајте ми, не ова популизам ја да зборам. Могу го кажам со години. Го зборам како постем за самиот себе си. Од името на ова златна држава, земја, е напишано со едно силно перо, од цврста рака, со букви кои не може никој да ги избрише. Тој што ќе се обиде да ја уништи, верувајте ми, на денешен ден ви изборам 13. мај 2017, нема да постои. Тој што ќе се обиде да го запили фителот, ќе експлодира тоа чкорчето во раката. Не збориме, има такви камикази, има. Меѓутоа, знаете кај завршуваат камиказите. Во воздухот. Ние одиме во воздухот во етерот со реклами и една песна што по препорака на мојот соработник и добар пријател Дине Вучков ја предлага и да окренеме интересот да се јавувате. Едно ваше јавување вреди еден век за Македонија. По рекламите песната се враќаме во студијата. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Да, драги мои, веќе сме 30-та минута после 11, 13 мај 2017, вие сте на фреквенциите на радио Слободна Македонија, значи гледате и слушате во боја. Интерактивна трибина, гласот на народот, нели Народен парламент. На срце ми лежи, на душа ми тежи. Дадов тоа што ми лежи и тежи, мада и погредавам што имам и многу што да ви кажам, но сакам вие да ми се јавете. Сакам да го слушам вашиот глас. Реков, едно ваше јавување е еден век љубов за Македонија.
Тоа ми дојде са бајле, верувајте ми, и ќе го користам секојаш. Ќе го користам бидејќи изворно кој ќе ти потекне тоа од душата, тоа е нешто што не се наоѓа почесто. Само се извинам. Зошто велам? Никогаш не е доцна да се обединиме. Нема ништо што да делиме. Значи, заедничка ни е државата, заеднички ни е воздухот што го дишиме, земјата по која одиме, водата која ја пиеме. И тоа што, искрено да кажам, втора вода поред речиша ми прва. Во Европа, па и светот, патувате ни светот, знаете дека немате храброст да пиете вода. Купувате мртва вода. Ја немате ова жива вода, што живо дава, македонска вода. И зошто е проблем? Проблемот е, почитувани, водата да ни ја земат. Според НАСА, според сите истражувања, според сите големи сили, центри на моќ, Третата светска војна ќе биде еден од причините за водата. Македонија го има, што реков, дека другите го немат. Немат храброст да признаат дека тоа е причината. И тој рогатиот што вели дека е Бог, не заслужил да му го спомнам името, с краја да е нечистивиот, кој потрошил 100 милиони евра, долара за да нема Македонија, или Џорџ Сорос, како се вика, и неговите измечари, кои ден денеска труба, само да ги оправдат тие пусти пари нивни проклети, како да обстојат. Бидејќи реков, и Јуда го продаде Христа за 30 златника, но да бараше покајување, не ќе се обеснеше. Верувајте ми, тоа го толкуваат сите свети отци. Но е некако заврши Јуда. И таа крвната нива, така го носи името, ја бев во Израел, бев во Јерусалим, пред 5 години, поточно 4 години, и имав таа можност да ги видам сите свети места. И навистина тоа место проклето. Но Македонија нема да биде проклето место, Македонија ќе биде натаму свето место, бидејќи тоа е 32 пати спомната и се најдува, не спомната, се најдува во книгата, светата книга. И не може никој да го избрише. Ракописот е многу силен, луѓе, верувајте ми, многу силен, најсилен од све. Дина, имаме гледаш да слушате на линија? Имаме? Да, идеме, ајде. Добар ден, добро ми дојдовте. Добар ден, брат. Да, повели Тале. Тале, наш постојан наш... Предси доброработените во радио. Да си живи здрави, ти и сите, и моите доброработени. Така би сакал да спомнам така за ситуацијава кај нас во Македонија и да искажам голема револт. Со години повикувам на национално македонско единство, на љубов кон својата татковина и држава за која генерации македонци животи давале, живееле во беда, во сиромаштија, во робства, позандани, во затвори. И денеска кога имаме таа слободна Македонија, оние кои слободно живеат, не ја почитуваат својата слобода, својата држава независна и за 5 пари ја предаваат, уништуваат. Би сакал да прашам да се јави ако слуша некој од овие од бескичмениве од Заев, поданици, кога имаат намера да прекинат со предавства кон Македонија. Дали чудат додека и своите од дома не ги предадат и продадат, или со ова албанска платформа завршуваат со предавства. Но мислам дека повеќе уважува на првото, нали што го реков, дека тие немаат чувство за свое, за наше, за македонско. Па се што е македонско, кој да е душман на Македонија да ги уцени да му побара, ти би предале дури во случајов сега, тие сами се нудат за предавници. Душманот македонски не побара од нив да се учи на албански јазик во цела Македонија. Не побара душманот секој дете да учи од градинка на албански јазик. Не побара да има албанско знаме по цела Македонија, не побара да има двојазични табли по цела Македонија. Дури казни од 3,5 до 5.000 евра, ако не истакни некој фирма на албанско писмо на албански јазик. Од тука се прашувам, се велам, дали има македонци во таа партија, дали има луѓе со срце македонски, со срце јуначка во таа партија, или сите се без кичмени, што би рекол Заев, кичмата ја виткаат и не им личи да се македонски патриоти, туку само големи велепредавници.
Па вака еднаш може добро така да поставиш тема во твоја емисија, што ги тера јудите да се предавници, значи што ги тера? Тоа е лукавиот, јасно, но толку се бездушни, себични, самоуништувачи, така се прашувам. Дали, значи, дали тук, зашто толку му е идол Јуда или некој кодош изрод, а да му кажеме дека ниту еден кодош изрод добро не поминал. Денеска слушав една емисија документарна каде, нели, кодошите пред окупаторска војска во наша Македонија ги предавале нашите македонци и конечно еден наш човек му рекол на таа, еден офицер од окупаторскава војска, му рекол, овие кодошиве, гарантирам и ваш човек, ваш војник да се облечи во селански јалишта, во обични јалишта, дека за него би рекол дека ова е кодо, мислам, ова е шункар, не знам, ова е партизан, ова е борец за Македонија, ова е македонист ваму таму. И вистината офицерот, окупаторски Македонија, бил некој поразбран човек и вистина пробал, заповедал еден војник нивен да се облечи во обични јалишта и кога Кодошов што бил Кодош и за него вистина почнал да кажува се најцрни лаги, клевети и тогаш му завриела крвта на окупаторскиот офицер и заповедал Кодошот да биде ликвидиран, пошто таков изрод не можел да трпи, иако значи му бил од корист, сепак не можел да трпи таков изрод и Јуда. Значи, зборовме дека ни еден Кодош, ни еден Јуда на својот народ нема добро да заврши. Тие пари што ги зеле јудини пари, ќе му бидат само проколнати и без аир трошени, ама еден ден кога ќе дојде ред, нели, пред Бога да одговарат тие Кодоши јуди, дека тешко нив ќе биде, пошто и на Бога јудите не му се мили, тоа сум сигурен дека е така, пошто и самиот Бог од Јуда пострада од Кодош, иако беше негов ученик, нели. Затоа еве така да ги повикам конечно тие членовите на таа партија СДС шиптаризирана, да ако имаат нешто македонско во себе си, нека се организираат преку фејсбуци, преку телевизија и радија, или со подписи, со петиции, масовно македонско да одбранат, да ни се придружат на другите македонци во одбрана на своја Македонија, пошто вакви јуди кај албанци не виреат. Зошто кај албанци ниједен албанец не рекол ајде да смениме знаме, ајде да смениме име, ајде да смениме грб, ајде да смениме химна. Оти таков еден ако и се јави, нема да го раздим тој таквиот. Значи, како имаат разбирање овие комуњариве кои, значи, се врти капи на сите душмани околу нас, како значи не сватија дека се исмејувани пред се во очите на било кој душман македонски од кого се користени, пошто јудата колку и да е близок со еден душман македонски, тој сепак е нешто најмизерно во очите на тие душмани наши, пошто само ги искористуваат и утре, значи како една обична мивка, се ги фрлаат во депонија, во некоја депонија. Затоа велам апелирам до македонскиот народ исто масовно да излегува на протести, да сочуваме се македонско, пошто ако сме песимисти и се повлечиме, тогаш гарантирам дека она што се случува во Тетово, Гостивар, тогаш ќе се случува и во секој дом во Струмица, во Берово и во други така наши македонски градови. Затоа подобро е да спречиме, одошто да лечиме и да кукаме после 20, 30, 50 години од некој терор на албанска фашистичка политика, која исто нема да има фајде. Еве некој албанец ако не слуша, ако е разбран човек, да му укажам дека да апелирам кон него да апелира кај своите албанци, пошто ова што го прават пред се на голема нивна штета, пошто оној кој премногу бара, има една поговорка, оној кој премногу бара на крајот и своето ќе го изгуби, и тоа што ги има ќе го изгуби. Па така сум сигурен дека еден ден албанциве и тоа што ги има досега, како во Македонија, така и како држава своја Албанија, гарантирам дека и таа ќе изгубат, пошто овие соседни народи и држави
трпат, ама еден ден може да му дојде преку угла, а пак четирите големи држави заедно, значи против една Албанија, па тогаш да не ги собере ни Албанија, а не да прават голема Албанија. Не посакувам такво нешто, не посакувам кон никого, посакувам мир, слобода, човеколюбие, боголюбие, но ако некои со децении провоцираат со фашистички барања и терор, со војна кај нас во Македонија во 21 век 2001 година, а и се уште има закани од такви си некои си војни, а имаат максимални права, поголеми права, имаат некои албанци од мене како македонец, за многу работи побогато живеат, плати, привилегии, К-15 разлики, други работи имаат привилегии, и се која логиката тој да кука дека него му е лошо во Македонија. Затоа велам дека за ум да види на сите и Господ нека не помилува и спаси. Поздрав, брат Слободан и се негова. Кој каде срце ми лежи, на душа ми тежи, значи не бе прекинал, но само да замолам интерес на времето и само да го пак речем calm down, да ги контролираме нашите чувства во делот на зборовите. Само ќе кажеме на работа. Јас имам голем број пријатели од албанската народност, со кои се гледам катадневно. Се дружам. Верувајте, многу од нив не ја прифаќаат ова ситуација во која им се наметнува. Им се наметнува, бидејќи таа, да речам, стара дама, ја не е ни дама, поминала дама, го врши тој терор и ги користи нив како алатка. Како алатка. Таа не спомна нешто интересно, го прочитав 2000 година, еден американски експерт, иначе поранешен представник на ЦИА, даде една анализа, вели, ќе дојде време кога албанците меѓу себе ќе се уништуваат, ќе се убиваат. Оти нема зашто да се организираат. И дека може тоа да се случи, да го изгубат и тоа што го добиле. Скрај да ја не сакам никому. Никому не сакам такви сценарија. Но нека биде на порака е тоа што како анализа, и слушате ли да? Таа анализа што допира, значи извира од американски разузнувачи пред 17 години, да не се случи. Значи не бидете играчка и алатка некому. Добар ден, кој се јава? Добар ден, Слободан. Добар ден, повелете. Ласо се поздрав за вас и екипата и гледате. Поздрав. Другар Митале, многу тешки зборови кажа. Затоа река да ги коригираме. Да, јас сум да се коригираме во делот на квалификациите, но затоа имам на срце ми лежи, на душа ми тежи. Повелите. Ако ја не му се љутам, нема проблем. Кога се слушаме по телефон, правиме отворени муавети. Така треба. Секогаш така. Добро, насов јас како припадник од албанската националност, јас не велам како албанец, затоа што не сум од Албанија, а затоа велам од албанската националност припадник. Да сте живи здрави. Ние сме сите македонци у Македонија. Така е. Македонија сме македонци. Така е. Кој ќе одам у странство негде, не ми пишува мене тамо Албанија, ми пишува Македонија на паспорт, Браво. нели? Браво. И према тоа, вака, јас сакам да живеам у Македонија вака. Така. Да си одам кога сакам, кај сакам. Тоа го имам. Да се вработам каде сакам и нормално каде има услови. Кај што ми одговара мојата струка, да си... Образование, квалификации, така. Така, да едно да друго, без некоја си позадина, некоја квалификација тешка. Така. Сакам услови да имам како и сите граѓани во Македонија. А тоа го немаме ние во Буковиќ, општина Сарај. Добро. Знаете каде е Буковиќ? Знам каде е, меѓутоа не сум ја посетила и ветам дека наскоро ќе ја посетам. Браќа Бензинската што е према тето ходи од левата страна од 1 километар. Да. А Расе, знаете каде е? Знам. 4 километра од нас има од тук. Ние немаме вода за пиење томаќе. До изворот, да немате вода да се напиете. Како? До изворот сте, немате вода, не може да се напиете. Така, 510 куќи е Буковиќ. Фала му на Господ, одат младите, се со ова можноста со пасоши венели се одможува 2 пати годишно по 3 месеци, одат работа, се снаваѓат, на запад се враќаат сега. Тоа е многу добро, да кажам. Канализација немаме, све степчичка јама. Градоначелникот која партија ви? Градоначелникот? Да. Да го нема подобро. Од која партија е? Од Дуи. А, Дуи. Од Дуи, за жал. За жал. Од
тука е од Кајна, не од Кајната од Бојане. Ама Господ здравје нека му даде да се место да ова или да општина стане не го била. И сме му рекле и у очи. Така да секој граѓанин во Македонија подеднакво треба да живее. Секако. Јас живеам, подеднакво јас живеам. Да не можам да разликувам македонец, албанец, турчин, не знам што, србин, ја имам другари, колку така со сите националности. Браво. И тоа добри другари. Ево дека Веруваме летниот пат далеко ќе се јави, каде му се јави ја пред Венедини. Злетово кај другар Лазо. Нисто сум се знаела, толку години сме комуницирали, викам, речем да отидам неќа. Викам, морам да оди, и му се јави тали по телефон, викам, да не знаеш од кај се јави, од кај Лазо, од Летово, викам. Така да, натака, стварно ми беше жалосно, Томиче. Да. Кога поминав кратко, пробичим натака, 3 коли, 34 километри од пробиште, од Катово до пробиште, 3 коли смо ти да праве таму. Каде е тој народ? Не знам. Знаете што да кажам, голема миграција има дека се случува во Скопје. И јас се согласувам со вас. Значи Скопје е главниот, сите патишта водат кон Рим, што вика, сите патишта кон Скопје. Патниот дел, колку толку од нормалната националност, повеќе одати се враќа. Меѓутоа се отворени патиштата, што е автопатишта се направени, што е факт инфраструктура, каде што македонскиот народ го немаше тоа во изминатите години. Инфраструктурата е за жал Томич катастрофа кај нас. Јас во среда сега бев до Врање. Да? Па тоа ти е држава, бе, тоа ти е за За респект. јавноста, тоа ти е за народот. Каков автопат, бе, спие колата, спие. Па еве имате Од Кумано, од тука до Кумано, од Скопје до Кумано, ребрата ми спадна, а од Кумано онака нешто подобро не падна. А плаќаш патарина. да, знаете дека те се користени се тие патишта македонски. Да. Еден добар ручек, само едно пријателство, едно другарство. Знаете дека НАТО ги користеше автопатиштата на Македонија, ги упропасти и не ги испоштува во целост. Па исто и овде кај Скопје Тетово, понов пат е. Да. Скопје Тетово е катастрофа, а оној стариот од обратен правец е подобар. Што се возевме порано. Знаете што, јас се согласувам. Знаете што, еден километар пат е 2 милиона евра или долари, да речем. Некој се сили тоа, вика 500 километри, вика милиарда евра пред луѓе, кај ќе се најдат. Значи тоа се лаги без шелени басни. И благодарам многу што се јавивте, со оглед дека морам да се рекламите. А Тале го поздравувам многу и дека ти кажа кој ќе се јави следниот пат до мене. Да сте живи здрави. Јас сакам да ве спојам сите заедно на една фреквенција сме. Да, секој е добро. Сакам, почитувани, ова е суштината. Да, одиме со реклами после ова е вистинскиот глас на народот. Значи, стереотипите ги немаме, предрасудите ги немаме. Говориме, дискутираме, анализираме, ќе речам, критикуваме, но и пофалуваме. Затоа наоѓаме заеднички содржител. Ако имаме заеднички именител, а именителот е Македонија единствена и заедничка. По рекламите останете со нас, Дине одиме со реклами и повторно на емисијата. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Не остануваат уште неколку минути, почитувани, значи 31 31 332 е телефонот на кој очекувам да се јавите. Како да си ја зачуваме и спасиме куќата и бродот Македонија. Единствено, можем да речем, се согласите со мене, со една национална стратегија, кога ќе ги забораваме бедните лични наши интереси, а преди се ги поставиме пред нас националните. А тоа е да бидеме единствени сплотени во делот на незината унитарност, законитост, идентитет, значи како сите белези на државата и како што е достоинство, да бидеме народ кој го носиме името на нашиот идентитет по името на државата, тоа е Македонија. Го благодарам на прекрасен соговорник кој вели, кој ќе одам надвор, јас не се пишувам албанец, јас сум македонец. Знам дека многу од вас почитувани и од другите национални етнички заедници,
кога споделувате во мислење на овој почитуваниот соговорник кој ми се јавува, речи се во сите 18 години, на сите фреквенции каде што сум бил, 14 медиумски куќи, како радио, ова е радио емисија прват на како Гласот на народот оди. Не, да бидам искрен, бев уште на во две радиостаници во Македонија. Поточно повеќе сум на телевизија и се надам дека наскоро Гласот на народот исто така ќе го добие својот простор на телевизиска во етерот на телевизиски простор. Бидејќи што е една слика и до збора. Зборовите вам ги оставам, особено сега, кога велам не бидете играчка, не бидете алатка на креаторите, на мешетарите, на јавачите на апокалипсата кои сакаат да ве скарат и да владеат со вас. Ќе бидете, верувајте ми, секогаш велам, далински една кукла која со тие конци, како што викат англичаните, папети. Значи, не дозволувате да бидете папети. Не дозволувате да бидете марионетки, бидејќи после потреба ќе ве изфрлат, ќе ве пуштат по вода. Местото ќе ви биде таму. Ако го носите тој атрибут, не е атрибут измечар, а знаете и теолошки, не би сакал сега да го поганам овој прекрасен простор, овој прекрасно радио, овој прекрасна содржина која се вика Гласот на народот или Божи глас. Реков дека ни е даден од Бога да живееме како македонци. И Бог навистина че не укори, не опоменува многу пати. Многу пати не опоменувал за ова што ни се случува. Бидејќи го избрал името на државата, на народот. Тој е тој кум. Тој е тој кум што Коцијаш вели грешка не е почина господин кум, Коцијаш кумот е Господ. Тој го избрал името на оваа држава и затоа го ставил во тоа свето писмо. Шалам. Не стојат имиња на големи држави кои се представуваат. Ти имат пари. И може имат моќ, имат ракети, меѓутоа нема тоа што Македонија го има. И моите почитувани пријатели од Америка, американците, ја немаат таа просторна можност да бидат ставени таму. Ни германците, ни французите, да не ги редам. Тие се наши драги пријатели, ја ги почитувам, ги поздравувам, помагале секојаш за ова држава, на ваков, онаков начин, но ги замолам малку да ретерираат во делот на што не може да се купува со пари. А тоа е името, идентитетот, јазикот, археолошката географија. Овде кај да копнете, верувајте ми, у срцето го носам, не сакам да звучам како некој популист. Звучам како еден човек кој навистина, еве, во овие 30-40 минути, 42-3 минути говорам со вас, имав 20 прекрасни соговорници, очекувам и натаму да се јавувате. Значи, тоа што го велам, од душата ви го зборам. Не сум инстант. Знам дека ова година, овие месеци ќе се поевтини маслото за јадење. Од која причина ќе ме прашате? Едноставно, сончогледите се појавија многу порано од жетвата и значи маслото ќе биде доста ефтино, но нема да биде со квалитет, знаете. Тоа масло е горко. Не она силата која ќе биде продуктивна за организмот. Тоа е токсично масло, затоа не користете го тоа токсично масло на тие сончогледи, верувајте ми ќе ви наштети на организмот. Таквите сончогледи Македонија уништија во сите години на незиното постоење. И од 44-та дечеме експоменте, која наистина имала големи премрежја. Имавме председател на Македонија, кој се бореше за Македонија, Методијан Доновченто, кој ја гледаше Македонија како голема држава и де факто е така, и сила, и надвор од границите на ФНРЈ, што беше опасност за браворот Јожа, и го смести заедно со човекот кој уништи на 1.300.000 кози во Свети Николе, бидејќи не сакаше никој да биде подобар и да биде вистински македонец. Реков македонец, денеска да си е привилегија, е гордост, е почит, е радост. Не се купува тоа. Реков, чувството не е припејд, верувајте ми, на припејд карта чувството на припадност на народ не се става на припејд картичка. Денеска си или патриотизмот. Тоа го имате во генот или го немате. Но никош не е доцна да се приклоните. Знаете што, тоа, ако не ви е по ДНК, бидејќи ако вашиот дедо или прадедо, чукун дедо бил кодош, измечар и се тоа на лошото, исправете ги грешките на вашите дедоци. Немојте да живеете во таа проклетија.
Не живеете во тој начин на самоништување. Тргнете го тоа диво месо што ви расте на грбот, дека го носите како бреме, како тежина на вашите предци кои уништиле ова света држава, овој народ. Верувајте ми. Ќе го цитирам мојот почитуван пријател Метју Нимиц. Немојте верите да наредите слободане кај го најде него. Да, бев минатата година. Нас очекувам ова година да се сретнам повторно да го заокружам тој голем проект Сите заедно околу Македонија, меѓутоа нема достоен македонец кој ќе го помогне овој проект. Храбар сум да кажам, ако ме прашате на личен план, ја не сум задоволен по никој основ. Меѓутоа ја ги занемарувам моите лични интереси и стан националните. Верувајте ми, Нимиц вака ми кажал, прв пат кога му влегов во неговиот дом во Њујорк, 96-та и лани 2016-та, после 20 години бев, вели Слободане, ќе го задржите уставното име, ќе видите тоа што сте, но тоа зависи од вас. Повторам, од вас. И лани кога го прашав, заедно со неговата сопруга, ова емисија оди на YouTube и ќе му испратам, Госпожа Јен, ја поздравам и се, навистина керка му се вика Александра. Значи, влюбен во Александар Македонски. И да ви кажам ова што е, си земам за право, бидејќи у книгата веќе го имам како илустрација, во кабинетот на Метју Нимиц има таква иконографија, се што е македонско. Ова, наше, тука, што го гледате, има голема слика на еден голем македонски уметник, значи не е грчки уметник нема, ова е, си земам за право, дискреционо право, бидејќи тие слики веќе е мојот проект. Очекувам, наистина очекувам разбирање и разум и рацио на така наречени мецени кои наистина инвестират во други погрешни насоки, да инвестират за овој зборник за Македонија. Од единствен што ги имам изјавите на сите преговарачи, на сите. И не заслужува да бидат ставени во фиока. И верувам во овие 59 минути изминати после 11 часот, заедно со Дине Вучков, кој го поздравувам и благодарам за соработката, верувам неговата порака ќе допре до сите вас, а преди се во мене да ве преточам уште нешто. Не бидете наблюдувачи. Тоа е лошо. Не бидете егоцентри, да бидете анимозитетни, анксиозни кон ова Македонија. Единствена, немаме друга. Не можеме да ја делиме. Таа е. Ние делија, ние парчаа. Меѓутоа, ова остана повторно, како едно свето место. Затоа, почитувани, ве поканувам наредниот четврток да ги споделиме наредните 60 минути, но немојте како наблюдувачи. Едно ваше јавување, верувајте ми, еден век љубов за Македонија. Бидете ми живи здрави, значи вие бевте на фреквенциите на Радио Слободна Македонија на 96,0. Уредник и автор Слободан Томич, тоа е мојата маленкост. Денска е 13 мај 2017 лето, господово, продукција Радио Слободна Македонија за многу години. Пријатно. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на Радио Слободна Македонија.